колегата. Благодарам, председавач. Се јавив уште еднаш за контрареплика, затоа што се наслушавме во ова собрание ке. Јас искрено ве почитувам, знаете тоа, имаме односи, разговараме човечки и така натаму. Меѓутоа, зборот ке во политиката е недефиниран период. Од сега, најверојатно до избори. На изборите ќе биде залудно, тогаш граѓаните ќе го кажат зборот, најмалку ќе биде битно што и јас и вие мислиме. Затоа што таков е редот и барем тогаш се граѓаните тие што одлучуваат. Лошото искуство од патот Кичево-Охрид се слагаме дека е лошо искуство. Меѓутоа, дали е ова вистинскиот начин да ги подобреме работите? Има два начина. Или во оваа држава ќе има правна држава и ќе има владење на правото и секој што се огрешил за патот Кичево-Охрид ќе одговара. И секој што влегол во приказка надвор од тоа што е законски, треба да одговара. Инаку, нема да никогаш најдеме решение за мирен инфраструктурен објект во иднина. Тоа што вие ни го понудивте. Сет на закони кои треба да влијаат на време траењето на и чинење на овој автопат. Многу јасно поставувам теза. Зошто тогаш ако овие закони се добри, да се однесуваат исклучиво на овој инфраструктурен проект? Зошто тогаш ова да не стане пракса во Република Македонија и да ги откочиме сите инфраструктурни објекти? И постоечките и наредните што ќе се градат во државата. Одговорот ќе ви го кажам. Затоа што ќе се суспендират многу закони. Затоа што суспендираме искуство кое е внесено во законите и се покажало како функционално. Има фалинки во законите. Меѓутоа, тие треба да се надминат само фалинките, не суспензија на правото. Воспротивно, нема логичко објаснување зошто ова да не е правило. Така да, сметам дека треба подобрување на законите, меѓутоа не и суспензија на правото. Благодарам.